Штипските социјалдемократи обвинија за партиски вработувања во јавното претпријатие ИСАР. Рекоа дека ова јавно претпријатие било класичен пример за непотизам и партизација на јавните институции на штета на професионалците. При тоа споменувајќи имиња на лица кои биле во роднински врски со функционери или раководни лица на ВМРО ДПМН. Поради тоа запрашаа: дали граѓаните кои што не се членови на ВМРО ДПМН имаат право да се вработат? Доколку на вистина постоела потреба од нови вработувања во јавното претпријатие ИСАР, зошто директорот на јавното претпријатие Ангел Бојаджиев во изминатиот период вршеше прераспределба на вработените во администрацијата на јавното претпријатие ИСАР под изговор дека е намален обемот на работа? Или пак овој оглас беше отворен само за роднините на функционерите на ВМРО ДПМН? Директорот на јавното претпријатие ИСАР во целост како невистините ги отфрла ваквите обвинувања. Социјалдемократскиот сојуз не само што имаше проблем со видот, очигледно дека има проблем и со моториката и со добивање на информациите. Овие луѓе работат повеќе години во јавното претпријатие ИСАР. На последниот оглас кој што беше пред месец и пол-два, ја добија официјално и решение. Значи, очигледно дека како што работеа во минатото научени да ги бркаат луѓето од работа, не ја одговара како се вработуваат луѓе. Ниту еден мој роднина не е вработен во јавното претпријатие ИСАР, ниту еден роднина на градоначалникот на општина Штип не е вработен во јавното претпријатие ИСАР. Тоа се луѓе кои што работат подолги години во јавното претпријатие. Социјалдемократскиот сојуз сака да дојде на власт, да раководи со државата, а не барати со основни информации кои што се случуваат во нивната општина. Во врска со денешната пресконференција на СДСМ се огласи и Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, во која меѓу другото се потенцира. Денес на пресконференција слушнавме како господинот Милошев изјавува дека сопругата на представникот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип била вработена во јавното претпријатие ИСАР. Мораме да констатираме дека човекот или не живее во Штип, или има погрешни информатори, или во битка за пратеничка функција за изборите, тој е спремен да направи се, па макар и да зборува лаги. Сопругата на координаторот на ВМРО ДПМН веќе неколку години работи во приватна компанија и тоа многу добро го знае цел Штип. Исте случајот и со координаторот на ВМРО ДПМН Дејан Ивановски, кој со години има приватна стоматолошка пракса. За разлика од него, господинот Милошев и неговата сопруга со децении се на државни јасли, тој во државното здравство, а таа во високото образование.